Поздрав до гледачите на телевизија Ерес и повторно јас и отворено на тема. Отворено е сит начин на разговор, а теми ние барем во оваа држава наши имаме колку сакаме. Меѓутоа, ќе се обидиме да направиме како тренд во светот, бидејќи светот е глобално село и правилата кои, иако тешко кај нас доаѓаат, поради низа на разни причини, тие доаѓаат, но не се имплементираат, барем не во задоволителен процент, сепак се овде. Ние сакали или не, живееме во нешто што одамна ги надминува границите на своја територија. Како ќе биде понатаму, не знам, ќе видиме. Тоа се реперкусии на либерализмот кој започна некаде околу 90-те години. Што е она што ако за еден момент само ги затворите очите и направите разлика пред 10 или 20 години? Најверојатно е мобилниот телефон така. Ако некој пред 15-20 години одеше по улица и изборуваше сам со себе, вашата квалификација ќе беше нешто друго. Разговаравме и со моите гости од универзитетот, каде што неминуно се наметнува едно прашање дека новите технологии со забрзан раст го освојуваат просторот од науката и од секојдневното живење. Кој од знаењата, квантумот на знаење се разбира, до него се доаѓа преку образование, успеа да го преокупира светот до момент на изместување на сите традиционални вредности, дури и начин на размислување. Се надевам дека ќе излезе и некоја филозофска теорија околу тоа, информатиката. Достапноста до информација, достапноста до знаењето, до размислувањето, не како процес, туку како став, како поставица од размислувањето и начинот на наше прилагодување кон тоа. Многу побрзо и многу забрзано. А за да може да се користат, да се искористуваат придобивките на современата технологија, мора да се научи или некој некого да научи за да другите ги научи. Тоа беше мојот довед, а професорката и декан на факултетот за информатика на Универзитетот Гоце Делчев ќе ви каже повеќе и за факултетот, но и за овие теми за кои што јас за почетокот ги нашнав. Професор Кебанте. Добар ден на гледачите на вашата емисија и благодарам за отстапениот простор да го промовирам, да ги промовирам програмите и факултетот за информатика. Професор, кога започна вака, пред да започнеме да зборуваме за тоа, намерно ја започна темата дека информатиката како наука, но последиците од новата технологија се забрзува со 1:1:7 како спин. Што велите вие? Дали ни се промени светот, начинот на живот како систем на вредности со она што се денес нарекува информатика? Веројатно се промени и допрва ќе се менува, значи според некои сознанија роботите ќе завладеат со светот, нели ќе достигнат интелигенција која што едноставно е поголема од интелигенцијата на човекот. И тука сега во прашање ќе бидат оние етички аспекти кои што треба да се земат во предвид. Значи се повеќе се оди кон, веќе спомнавте, употребата на оние смарт телефони, значи дури и лаптопите ќе бидат заменети со паметните телефони. Друг тренд е употребата на пресметувањето во облак, значи аутсорсингот или тие технологии, веб технологиите, значи се стануваат се популарни, стануваат тренд во современото работење и живење. Професорке, ако го оставиме хардверот како научно-техничко достигнување, пресметано со одредена технологија која ги намалува габаритите материјални за брзаност промен на информации, тоест на енергија внатре, останува софтверот или паметот кој ние го оставаме. Сега вака. Бидејќи се работи за нешто што е глобално, ние сепак не можеме да видиме близко до големите информатички институти кои го прават тоа, но сепак за да видиме комплементарни со светот, мораме младите генерации да имат разбирање за тој јазик. 10 години универзитет и факултет. Постоење. Ве замолам вие како еден мал рекапитулација. Можам да кажам за изминативе 10 години постигнавме значајни резултати. Значи факултетот се етаблираше како значајна високообразовна и научна институција во областа на информатиката во нашата земја.
и создадовме кадар кој што компаниите го сметаат за препознатлив и нашите студиски програми ги сметаат за квалитетни и потребни едноставно за просперитет, за развој на нивната дејност. Овде во правењето на овие програми, комплементарноста со поверувачката на пазарот, нели? И воопшто во општеството, колку имате можност да ги следите? Во правењето на програмите се раководиме од напатствијата на Association for Computing Machinery и IEEE Computer Society. Тоа се водечки институции според чии препораки се прават по програмите и на врвните информатички факултети во Европа и во светот. Значи, нашите програми се комплементарни со светските, да речам, со надворешните, и веќе имаме успешни приказни, значи имаме наши постдипломци кои што успешно завршиле втори или трет циклус надвор од нашата земја. Често пати зборуваме за тој систем на евалуација или потврдување на знаењата на нашите студенти кога се на отворениот пазар во светот. Дали имате информација? Ајде прво започнеме да продолжиме со тоа, бидејќи тоа е своевршна афирмација или потврда за вашиот вложен труд, вашите колеги се разбира. Успеваат ли вашите студенти, нашите деца да бидат близко или слично до знаењето на оние кои студираат во етаблираните факултети? Успеваат, имаме многу талентирани студенти. Меѓутоа можам да кажам единствена разлика е веројатно во достапноста на технологијата. Кај нив новите работи се многу подостапни, полесно достапни, имаат добро оформени лаборатории, опрема за која што ние во моментов можеме нели само да размислуваме. Од таа гледна точка мислам дека нашата земја заостанува и можеби тоа е една од причините заради која се одлучуваат да вториот и третиот циклус ги продолжат надвор од земјата. Според Американското министерство за економија, најмногу пари од нивниот огромен буџет се троши за најскапа работа се оружјето и софтверите за информатичката технологија на светот. Таму слушаш за некои цифри за кои се по 10-20 пати поголеми од нашиот национален буџет, но тоа е што е. Професорке, 10 години факултетот, универзитетот, колку сам себе можеше да се ревитализира? Вашите студенти од пред 10 години кои започнаа денес се во научни звања. Вие го следите тоа? Впрочем, тие наши студенти едноставно ни помагаат во вмрежувањето на факултетот со бизнис заедницата. Во Штипеве конкретно може да споменам неколку од фирмите со кои имаме успешна соработка. Би ги спомнала Babylon Solutions, понатаму Lupify во Кочани, Течконет, Кодекс во Кавадарци, Ендава во Скопје. Значи едноставно преку нашите студенти кои што се вработени во тие фирми, кои што веќе имаат, некои од нив имаат и своји компании, едноставно го отвораме патот и за останатите студенти да ги осознаат или повеќе да имаат допир со онаа практична настава која што еве недостасува, да кажам, во процесот на предавање или учење. Значи тука еве да споменам веќе кога дојдовме до практичната настава, дека во голем дел факултетите, дури и другите универзитети имаат недостаток на млад кадар. Значи сега со новиот закон за високо образование се враќаат асистентите и демонстраторите и се отвара можност да бидат примени и платени соодветно за својата работа и студентите кои што ќе бидат на вториот и третиот циклус. Имаме огромен недостаток, значи 20-тројца асистенти на тим од 22 професори или како што можеби некој имаше направено некоја статистика, целосно во државата околу 70 асистенти во споредба со останатиот, нели? Тоа е на факултет за информатика, така? Не, општо на сите факултети, мислам дека тоа се однесува. Сите се соочуваат со тој недостаток, и немаше можност, не беа отворени вратите едноставно за
младиот кадар. Добро, Многу тешко се вработува. Имаме 4000 универзитетски професори и тоа е тема за дискутирање, но се вратиме на нашата домашна задача. Едно од вработливите занимања, професии е информатиката. Која погледнеме статистиката на барање на работни места во Македонија, скоро на секој поголем конкурс има познавање од информатиката или на прво место ни требаат 6, 5, 7, 10 информатичари. Колку студенти има кај вас, професор? Во моментот, последната година запишавме околу 100 студенти. Сега да кажам, правев некоја статистика, во изминативе 10 години се запишале околу 1700 студенти, ајде да заокружиме на 2000, а од нив завршиле само 500 студенти. И тоа е она што многу ме изненади. Значи, практично доаѓа дека една четвртина само од запишаните студенти успеале да поминате. Сега треба да направиме некаква подетална анализа, да се потрудиме, значи таа проодност на студентите да ја зголемиме. Може би тоа се должи и на фактот да голем дел од нив се заминати надвор, значи одат на студентска размена или на работа во странство, или да се најде некаков друг начин за вонредно студирање или не знам навистина кои се причините за толку слабата проодност, меѓутоа. Ова интересно, сами наметнате оваа тема, мислам дека моите гледачи ќе ги интересира. Велите да се зголеми проодноста, а во исто време имате и општествена одговорност за евалуација на знаењето на оние кои ќе проодуваат, нели? Ние пред се очекуваме вие да обучите, да воспитате информатичари кои ќе бидат конкурентни на светскиот пазар, бидејќи ние не сме надвор од тоа. Ако имаме само проодност, ќе имаме само дипломи и рамки за зидот. Поверете. Добро, јас сакам да кажам дека ние имаме веројатно високи критериуми на факултетот. Со ова имаме солидни студенти кои што наоѓаат вработување и дури според некој текст што го прочитав, најдобро се платени оние кои што работат во овој сектор, во информатиката. Тоа не се должи, и тоа работат за странски представништва, значи не работат преку само вработување или фриленсери за странски компании и предпоставувам ги достигнуваат платите на инженерите таму. Значи во секој случај се работи за квалитетни студенти. Сметате ли дека ова одлив што вие кажете на студенти, тоа му дојде некаде околу 25%, 600, не реков поминување, дека се е резултат на познатото иселување кај нас, децата од втора, трета година, да, работат се само не тоа што 2 години пред тоа. Сега, за тоа иселување сметам дека треба да се бара системско решение. Пак ќе го споменам со Законот за високо образование, сега се предвидува формирање на Национален совет за високо образование и научно-истражувачка дејност. И предпоставувам, или со Законот за научно-истражувачка дејност, ќе се направи некаква стратегија за она што представуваат приоритети во науката и истражувањето или она што представуваат приоритети за државата и едноставно ќе се насочи наставата или студентите кон тие области. Значи, покрај таква стратегија би ни била потребна и анализа некаква колку кадровски, финансиски, технолошки сме во состојба да ја следиме таа стратегија и да се најде некој друг начин за да се спречи тој одлив на млади таленти. Системско решение, веројатно. Системско. Просто каде мора да направиме режија пауза за економско пропагандна програма, па ќе продолжиме со последниот дел. Поштовани гледачи, тоа е тоа, мала пауза за ЕПП. И ја се враќаме со вториот дел со
деканката на факултетот за информатика на Универзитетот Гоце Делчев. Професорке, пред вас има еден така позамашено купче на хартии околу тоа што е тоа што вие како факултет им го нудите на идните студенти. Еве, разговарате со завршените средношколци, со нивните родители. Можете да им го презентираме на мои гледачи? Купчето го понесов за некој од колегите да нема забелешка дека сум испуштила некоја од насоките, затоа што навистина многу насоки се направија. Пред себе можеби ќе ги интересира за тоа на кои насоки може да се запишат. Значи тоа се од оваа година ново акредитирани програми и мињата остануваат исти: компјутерски науки, компјутерско инженерство и технологии, бизнис информатика и математика наставна. Меѓутоа содржините се изменети, значи информатиката е брзо растечка дејност и ако сакаме да бидеме конкурентни, треба да го држиме тој чекор со развојот на информатичките технологии. Понатаму учествуваме во програма која што ќе биде акредитирана на Машинскиот факултет мехатроника. Учествуваме со својот кадар од областа на роботика, интелигентни системи и програмирање. Понатаму имаме десетина програми двогодишни, меѓутоа во процес на акредитација имаме и едногодишни програми од постдипломски студии. Сега тоа се роботика и вештачка интелигенција, софтверско инженерство, информациски системи, интелигентни веб технологии, применета математика, математика, финансиска и актуарска математика и математичко образование. Навистина се многу, јас се надевам дека не искусив некоја. Колку студенти очекувате дека ќе се запишат, професорки? Па се надеваме дека имаме 540 во Штип главно, во Кавадарци и имаме бизнис информатика во Скопје. Меѓутоа, барем половина од таа бројка да се пополни би било, мислам, доволно би ги исполнило капацитетите со кои што располагаме. И во процес на оформување сме на лабораторија за роботика, тоа морам да го споменам, и на осовременување на компјутерските лаборатории кои што постојат на нашиот факултет. Тоа е доволно за да ги заинтригира новите студенти? Се надевам. Уште сакам да кажам дека онаа изборност и бројот на изборни задолжителни предмети останува ист, значи околу 30% се факултетски изборни, 10% универзитетски, само сега тоа да го појаснам. Значи покрај оние задолжителни предмети кои што се неопходни за да го оформат профилот на едниот информатичар, има предмети кои што се општо образовни и предмети кои што ги јакнат нивните комуникацијски и презентацијски вештини, значи како менаџмент, предприемништво, деловно право, професионална етика, странски јазици, кои што се неопходни на еден млад инженер за да може да успее во денешни услови на работа. После прашање, професорке, како анализа на целиот образовен процес, резултатите се како показна работа е недостаток на ученици кои учат математика и технички науки. Еве, Министерството 2012 година го прокламираше програмата за запишувајте се на природните науки, 2015 повторно го афирмираше преку да не кажам реклами, преку обука на наставниците во кои што ги се насочуваат учениците кон технички знаења или математиката е начин на размислување, се сеќавам 2014 година. 2018 сме сега. Повторно имаме една иста појава, 28 до 32% од учениците учат технички природни науки, математика и технички науки, а 70% уште социологија и права, менеджмент и така натаму. На што се должи тоа? Може ли високото образование да помогне како порака кон родителите и кон наставниците во системот за образование тоа да се измени? И јас сум исто изненадена, прочитав некаде од 15.000 матуранти дека само 1900 ќе изберат математика. И изненадена сум од тој факт, меѓутоа
Веројатно тоа е избор на учениците пред се кога бираат, можеби треба да бираат она за што имаат афинитет. Сега од друга страна не знам како се пополнува бројката на техничките факултети ако матурантите одлучиле да не полагаат математика како свој предмет. Професор, ќе одиме на друга работа. Вие рековте имаат афинитет. Во системот за образование во развиените земји и во земјите кои се рационални и ефектни, нема тој таков начин како ние што велиме овде покажуваат афинитет. Таму се прави не велам роботички, туку како систем на социолошки мерки во кои што се точно помагаат афинитетите уште од најмали нозе. А ние да ведуваме до 18 години дали знае доволно македонски и не знам, но тоа е тоа. Професорке, јас си благодарам 30 минути разговаравме, се надевам дека успеавме да им пренесеме пораката на вашите идни студенти и само за крај би ве замолил уште едно прашање. Брзината ви самите рековте, брзината на промената во информатиката е за неколку пати поголема отколку во другите науки. Таа е комплементарна со сите останати науки. Не можеш ни социолог да бидеш ако не знаеш да работиш со информатичка технологија, да собереш податци, можеш да седиш по библиотеки, тоа денеска е минато. Така, колку оваа брзина вас на факултетот ви дозволува доаѓање на професори од реномирани факултети, ваша дообука, на онај професорскиот кадар, наставничкиот кадар? Колку одиме во чекор, нели, за тоа ќе бидеме сведоци што ќе се случува со нашите завршени студенти, меѓутоа се трудиме да бидеме во чекор и верувам дека успеваме. Не би имала тука сега што да... Така, ќе видиме што ќе направите. Добро. Уште еднаш ви благодарам што бевте дел од моја емисија и за прашањата околу новиот закон за високо образование до ректорот, па подоцна до деканите. Треба студентите и граѓаните да знаат што е измената и што е нов. Благодарам што бевте дел од моја емисија. Благодарам на поканата. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со деканката околу тоа што можат идните студенти да добијат како квантум на знаење во овој факултет, но и колку се конкурентни во заострената конкуренција која изнесува 7 милиарди луѓе. Така, нема веќе конкуренција на микрониво, нема ни на мезониво. Конкуренцијата е глобална. Благодарам за вниманието.